Јас ти покажав тебе едно видео, сакам да го искоментираме. Пази, човекот кажува нешто на, да кажеме, англиски јазик. Тој кажува реченицата на англиски и потоа вештачка интелигенција го зима тоа видео и тој потоа ја кажува на некои други јазици. Например, на португалски, на, не знам, турски, индиски, така натаму. Imagine speaking 8 languages fluently and connecting with billions more people worldwide. Now, AI can make it possible. Let me demonstrate. Imagina hablar 8 idiomas y conectar con miles de millones de personas en todo el mundo. Ahora puedes hacerlo con IA. Déjame mostrarte cómo. सोचिए, अगर आप 8 भाषाओं में बात कर सकते हो और दुनिया भर के अधिकांश लोगों से जुड़ सकते हो। अब आप इसे AI के साथ कर सकते हैं। मुझे दिखाने दो कैसे करें। Тоа е интересно, еве за некој како мене што можеби ќе сака да си направи подкаст на тој јазик и само Artificial Intelligence ќе ти го преведе и некој може ќе му биде интересно да го слуша. Меѓутоа, од друга страна, за актерите кај нас може да биде проблем затоа што знаеме дека многу актери работат синхронизација, се вработени во телевизиите или се ангажирани за да синхронизираат нешто. Да не зборуваме за оние кои што синхронизираат анимирани содржини. Па уште и на повеќе јазици, ако се навистина, тука уште полесно тоа може да се направи. Ама ова е језиво колку е реално за сега, а рачунаме дека ќе станува уште по-реално со тек на време како повеќе се користи. Напредне технологијата да може да ги фати сите нијанси на гласот, сите емотивни изрази, да ги долови. Да, тоа е движењето на устата го зема буквално, значи тој момент го има. Што мислиш, како тоа ќе се развива? Вештачката интелигенција ти тебе секако свира на интерес, па морав да те прашам. Да, мене, еве, докторската тема ми е некаков зачаток на вештачката интелигенција, значи како нека основа за тоа што се може во иднина да се случува со вештачката интелигенција. Меѓутоа, во конкретно овој пример, тоа е многу практична алатка. Значи, буквално одиш во Египет, не знаеш, не можеш да се разбереш на улица, си го снимаш прашањето, го даваш, ти го преведуваат и е супер. Меѓутоа, кога станува збор за креација, тука веќе станува збор за многу подлабока суштина. Значи, не е само да се изговори текстот, не е само да се кажат зборовите. Значи, ако беше така, тогаш самите автори на текстовите ќе ги читаа своите текстови, така, еден Софокле уште во античка драма, никогаш не бил добар актер, затоа што едноставно он бил прекрасен, извонреден автор. Меѓутоа едноставно не знал да ги исчита тие текстови така добро како што еден ден го направил тоа Теспис. И затоа тој се издвојува како првиот актер во историјата. Така што тоа е многу специфично. И е многу комплексна работа и се уште сметам дека е далеку технологијата воопшто да може да го има уметничкиот капацитет што го има уметникот.